Дискусијата ќе ја почнам со една изјава на министерот за економија Крешник Бектеши, кој што во септември 2021 година изјави дека државата нема да се соочи со енергетска криза и оти такви неточни информации шират неколку новинари и портали. Ние денес гледаме дека министерот Крешник Бектеши е овде во собранието присутен токму затоа што државата не само што се соочува со енергетска криза, туку сега имаме и гасна или топлинска криза. Пред изборите се давале информации кои што очигледно е дека биле манипулативни, бидејќи министерот знаел или морал да знае дека државата ќе се соочи со ваква драматична криза, во која што еден дел од истата, одговорноста за незиното проширување на самата криза е неспособноста на власта. Тоа што сакам денес да го потенцирам по однос на оваа криза е дека во октомври 2021 година цената за еден кубик газ била околу 250 до 300 долари на светскиот пазар. Денес цената за еден кубик газ е 1400 долари, отприлика, за еден кубик газ. Владата која што требало да води сметка, да прави план, да ги наполни државните резерви, да обезбеди на време доволни количини на газ, била посветена на други приоритети. Партиски, кадровски, лични. Видовме и со самата влада и со самата реконструкција што се случувало, но не обезбедила доволно количини на газ и со самото тоа придонела кризата да биде поскапа за граѓаните и за буџетот. Значи владата, министерот за економија, регулаторната комисија за енергетика и сите други надлежни институции потврлиле во нивната задача за анализа и план за навремени мерки и затоа кризата станува се поголема и кризата станува се поскапа за државата и во најголем дел за стопанството. Владината комисија за кризни состојби ни достави информација денес до Комисијата за одбрана. Ние не видовме присутен ниту министер за одбрана, ниту министер за внатрешни, ниту министер за транспорт и врски, кои што членуваат во кризниот владен комитет, а не членува министерот Бектеши. Што значи дека и во самата влада има нефункционалност и слаба координираност како да се одговори на оваа криза. И затоа кризата се продлабочува. Буџетскиот трошок за оваа криза, топлинска или гасна криза, е зголемен со неажурноста на владата. Овој трошок и преведувачите што сега ни преведуваат од собраниските кабини, го плаќаат и од нивната плата. Овој трошок го плаќаат и таксистите во Македонија кои што возат на плин или на метан. Министерството за економија имаше некакви планови за да поттикне што повеќе возачи или возила да направат таква промена на горивото, за одеднаш тоа гориво, метанот од 40 денари, денес е околу 100 денари, или може би беше при некој дени поскапо. Тие луѓе секој ден со зголемени трошоци ја плаќаат оваа криза која што е вака драматична заради неажурноста на владата. Следната работа што сакам да ја напоменам е, освен тоа што владата се покажува како неефикасна во справувањето со оваа криза, владата е и селективна. Значи, својата неефикасност ја турка владата во носење на парцијални решенија, кои што граѓаните ги третираат и стопанските субјекти ги третираат нееднакво, што според Уставот би требало да бидат еднакви и граѓаните и стопанските субјекти. На што го темелам ова? Главната порака пред 3-4 години на владата беше дека ќе имаме европско здравство, европски вакцини, европско образование, европски плати и слично. Денес главната порака на власта е дека Скопје се уште има парно грејење. Како тоа да е некакво вонредно вселенско достигнување што Скопје има парно грејење. Но каде е нееднаквоста? Нееднаквоста е што даночните обврзници на помали фирми од Битола, од Охрид, од Кичево,
од Гевгелија, од Тетово, од сите други места, од нивните фирми како даночни обврзници, кои што данок го плаќаат во буџетот, ги покриваат владините неспособности за да се надомести кусокот кој што една фирма, БЕК во случајов, го има и се дава поддршка за да го реши топлинското грејање во Скопје. И да напоменам, и во самиот главен град немаат сите граѓани топлинско грејање, што значи дека оваа неселективност е двојна. Прво, во самиот град Скопје не се сите поврзани на топлинска енергија, а второ, многу други помали фирми кои што се во потешка економска состојба плаќаат од нивните даноци, зголемуваат нивни расходи за да можат неспособноста на владата да ја покријат и многу скапо да ја платат нивната компензација која што се дава на една приватна фирма. И затоа мислам дека и според Уставот ваквата постапка на владата се гледа дека е селективна и фирмите и граѓаните не ги третира еднакво и не ги третира соодветно. Да кажеме дека направиле пропуст во првиот пакет, кога се прогласувала топлинска криза, но еве гледаме дека и понатаму се продолжува и нема никаква реакција кон други фирми или субјекти или граѓани за да може истите да бидат третирани соодветно. Односно, ако некои граѓани во Охрид, во Струга, во Демирхисар, во Ресен, во Гевгелија или во Велес или во Куманово се греат на дрва, а владата помага одредени приватни фирми да снабдуваат топлинска енергија, тога зошто владата не би помагала други фирми да им обезбеди и нив соодветна помош за да можат да ги пребродат овие кризни денови кои што, пак ќе напоменам, се вака драматични заради неефикасноста и некоординираноста во самата влада. И на крајот ќе кажам дека Собранието било сведок до сега 2 пати на изгласување на 20 членови на Регулаторната комисија за енергетика, кои што не ги исполнуваат законските услови за да се биде член во Регулаторната комисија за енергетика. Едниот беше изгласен пред само неколку дена, а оној на првиот можеби пред неколку месеци. И што очекувате од таква влада и од такво регулаторно тело во кое што членуваат луѓе кои што не ги исполнуваат законските услови да бидат членови во ова регулаторно тело за енергетика, како тие ќе направат соодветна анализа и проценка за да им дадат правилна помош и на граѓаните да донесат правилни одлуки врз основа на кој што ќе се води и стратегијата за справување со оваа криза. Затоа сметам дека дефиницијата за оваа топлинска енергетска криза е едноставна. Кога имате неспособна влада, тогаш кризите се долготрајни и се многу скапи и за буџетот, а најмногу за малото стопанство и за граѓаните. Благодарам многу. Реплика министерот за економија.